1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sprata. Ova 7 sprata spalno. Evo, čeka, Mare. Mare, ti trgneme li? To je brod, tako pred nas. Evo dole pljevat autobus i kolimo nego. Kaj što mi ги прегледа картите, со лента во еден тунел одиме према бродот горе. Гледаш мале како е там долу. Сега сме во спалната, добивме спална број 07, односно 407 на 10 спрат на бродот. Ево другиот кревет, треба да се спушти после. Ева ти луп. Седна сега да се дотера, бидејќи ќе излеземе да шетаме низ бродот. 12 спрата, додека го разгледаме, читави улици, дуќани, базени. Има 2-3 сата да ни помине време да го разгледуваме бродот. Функционира мала, али внатре има се да усетиш. Е, туалет. И туша да видиш колко е симпатен. За тушот место внатре. Курационален. Нещо неописиво. А така убаво изработено. Усети детали. На самата влезна врата. Да. Има огледало. Да, те гледаме на него на сега. И толкова убаво е. Комплетно можеш преко огледалото да видиш и цялата столица. Да. Много. Нещо невероятно. Сега аз се гледам како снимам. Натрешното на бродо, една читава улица со разни дуќани, 3 шопови. Utoversicht Regelation Sifes erfolgt in etwa 5 Minuten. Идеме на 12-тиот спрат на бродо, најгорниот кат. Има и тераса, кај се сега бас снимам. И од тука си има поглед на градот, кој што треба на Стокхолм, кој што треба наскоро да го напуштиме и да заминеме за Хелсинки. Моторите се запалија. Тоа е најгорниот дел на бродот. И ето овде ќе седеме со Маре и ќе гледаме.
Сега сме на броду, на терасата на 12 път, само на задния отдел. И очекуваме скоро да колко сме високо. От задния отдел на бродот према напред сега се прави стига. Ево тука се аде базените, кај се капат. Почнаа веќе некои ќе да се капат. Ево горе уште има спратови и оджекот се највисок. Сега напуштаме малата кај што беше бродот готвен. И веќе заминуваме за Хелсинки. Доле како со овие поединечно скијање со чамци. Ево таа страна ти ќе играш новата града. Среден брод исто така голем како овој, али не е баш како овој нашиот. Нешто среден. Али од истата фирма изгледа, стата фирма, ево Silja Line. И ние патуваме. Тој се враќа сега гледа од Фински. Silja Line. Само помал е вашен, да. Ово е помал таму од овој нашиот. Ево он оде сега таму од кај што ние излеговме. Ево го Стокхолм го напуштаме. Ево го позината Стокхолм. Каква зеленила, каква шума во колова Стокхолм. Во далечината веќе се појави и се гледа глобусот. Види колку е голем, значи од таа зграда и доминира над сите згради. Да, да. Се гледате. Ама врне. На самиот брод капките, гледате. На самиот брод тамо како тура, гледате. А тамо види го. Како бирка, сонце. Сега од другата страна на Стокхолм, кој што го напуштаме. Страна на бродот и ги прикажувам разните мали островчиња од архипелагот. Ето е, Маре. Архипелагот што викам. Тоа мали островчиња и сега бродот минува низ нив. Се разбира, има одредена тека. Ево знаменца, виж, кај не сме да е таму. Сме према предниот дел на бродот. Одеме напред да видиме дали можеме да ги гледаме островите од архипелагот. Eine Durchsage für die Gruppe Hamann aus Berlin. Das Abendessen wird 20 Uhr im Restaurant Buffet Serenade auf Deck Nummer 6 serviert.
Very good. Približeno li ti je? Kako je dalečiната? Добре. Да приближуваме на най-близкото островче от архипелагот. Pogljedni ga ono tamo. Se sklesava. Pogledni što je ovo. Od levата страна на бродот и ќе видиме оваа страна на архипелагот. Тоа се се така спојни островчина од архипелагот. Evo sad sme napred, sosem napred na brodot i imаме pregled na site ostrovčina od arhipelagot ispred nas. Isto tako golem brod, na drug. Kajke pominuje niz ovaj tesnac ovdje. A gledali desno male, gledali. Та тесно тука островче што сега покрај него поминуваме. Напред жидочка, па се стеснува, па пак се шири. Ево мовчето. Ја не замислевах така дека е тоа. Дека изгледа така архипелаг. Или, веројатно тука... Скоро населено ова не е Маре, овде мора да се со длабоки джепови ови. Не, може тука. Паси, паси. Ина? Тука, граница, граница. Не сме десно. Виж, што е ова куќа? На ова куќа. Сега се пролазот проширува према една чистинка, како што викаш ти. А од десна страна има пак мали островчиња. Evo ga. Dit is niks, dat is nieuw, dat komt maar. Van direct aan de
Evo. Evo natrag kako. Pravilo se uopće, to se selo se uopće, znaš kako je odvojeno ovo od ono drugo do dana. Pogledaj ovo. Ai vaikka se on saakka. No siis. Saavumme nyt Oskar Fredriksborgin kapeaan salmeen. Sen itärannalla on historiallinen linnoitus ja toisella puolen nykyajan kasarmeja. Huominen päivä Helsingissä on ennusteen mukainen nimekseen pilvinen, ajoittain sateinen. Lämpötilaksi veikataan noin 18 astetta. Bästa passagerare, herr talman. The weather this night is good. Wind weak. So we have against us a pleasant voyage. Минуваме тук сега много тесен канал, къде тръгявата старият кастър кафе. Ова пари гледа само патот. Ще го гледаме, а камо ли? Сега как е удобление има ovdje? Ostavce, vidiš kako od jedna u drugo. Aktiva passagerare Edelqvist, Björkdal och Ivarsson, alltså Evo si to nikad. Сега сме в татрешния дел на Бродот, доле улицата со сите дуќани, продавници. Gdje stojite? Evo jedna čvrtljenja. Eno ono na kraju vrata работат. Сега се крие. Тук е от натрешната страна Иде нагоре. Лифтът. Гледа лево и десно се спалните. Ние сме овде на 10-ти спрат, доле десно. Ona je sad gore, na Gončina za Tatrin. Bazen od saunata i masaža.
Coming back in 50 minutes. Now we're going to take a short break, ladies and gentlemen. Exactly 50 minutes. We will be back right now. Thank you. And it's going fast. In the no good, in the everywhere. Trying to tell you, but you just don't care. Listo sme сега и сега чуваме горе на нашиот спрат. Около 1 сат да си легне. Негде около 1 сат. Кој сме денеска, 21? Денеска 21 август. На Бале. Стигнахме со бродот од Хелсинки. И сега чекаме автобусот. Пристаништето, за да го разгледуваме градот негде около по време од 2,5 сата. Од таму позади. Сега сме овде на пристаништето. За секоја минута треба да стигне автобус. If the weather stays nice today, you can take a boat or motorboat from a ferry or a motorboat from the south. Alltid down i det vidre håller sig, det är jättefint där ute, det är civilområde, inte mera militärt. De har inte, alltså nicht militärgebiet mer ist. Oh, they look here down on the left. They wash carpets. This is a little wash carpets in it. Lakes are also in, by the lakes where people live by the lake. Teppichwaschsteget findet man. Vi måste inte göra det, men vi tycker det är alldeles zugefroren in der Winterzeit. Die Boote werden hochgezogen im September, Oktober und wieder im Mai. That time, yes, the boats have to be Kirche rechts, the Michael Agricola kyrkan till höger, protestantisk. The name Michael Agricola, he was the one that wrote Finnish as the first one. He Kverner Massayards. Det heter Kverner Massayards nu för tiden det här.
the red one, that's Rote. It is in Helsinki. And you can see the outer sign of that are the double signs on all corners. Finnish and Swedish on every corner and other official signs as well. Och det där... Och vi har Svenska Teater här rakt framför oss. Kind of S-logo on that Stockmans department store. Vi har centrum framför oss och här har vi svenskorna, det här Svenska Teater, men det öppnar säkert snart alldeles igen. Efter streeten, so wie man da aus dem Wasser sich hebt. That's the City Hall. Das hellblaue ist das Rathaus hier vorne. So let's see now, and then guards on the front left. There's no guards today. They're Orthodox. And these are official buildings around us. On the right, House of Scientific Societies. Riksarkivet rechts, der Riksarkiv till höger. University Orthodox Domkirche. On the left, the big Lutheran main cathedral. Till vänster stora protestantiska domkyrkan nu. Important people coming here. Story och det fordrar lite mera förklaring. Jag kommer att börja berätta tid. And during the long Swedish period, Turku on the west coast was napred univerzitetski zgradi, ona tamo je biblioteka sve okruglo oko kupe, a ovaj univerzitet odpred nas. A ovdje, ovo je Aleksandar 18. od Bekšti kao sloboda na Činlancu. A ovo ispred nas je trgovski centar, ovo je ministerstva. A ovdje ima 18 ministerstva na čelu sa Vladotom Finskim. Pred nas je najgolema ta katedrala ovdje u Helsinki. Gracias. Building in Helsinki on the sharp left, the blue-grey building, doesn't look very nice for the moment. It's going to be nicer. They are going to repair it. Vilket inte gäller för andra länder, och folk kommer hit från andra länder måste gifta sig med en finländare nästan. You better marry a Finn, otherwise you don't get a working permit. That's one way to get it, and there are few exceptions. Eskil Stockman is not the only one at all, but it's best and biggest. And on the right, Three Smeder, skulpturen till höger är träffpunkt, gamla studenthuset från 1800-talet.
The others are newer, the andra är nyare, das altra is äldre. Like the whole block on the left is called Forum, filled with 120 shops under one roof, restaurants, cafés and art galleries, också konstgallerier, restauranger och kafé. Om ni vill se ännu någonting än annars när vi startar från det höger. Now on the sharp right, once more the railway station to be seen. Ännu en gång järnvägsstationen till höger. Rätt. Ta Mannerheim ett ögonblick så berättar jag lite bildning. Riksdagsgebäude rechts. Ni ser riksdagshuset ännu talanutbildning. Ser ni till höger. En älg rechts ibland. Nalazimo vo crkva podzemljata, koja se ugradila od kameni. Navođame pred crkvata, što je natre vo zemljat. Evo to je krovot njezin, tukaj je vo kamenite. Evo taka. Evo go flezat za natre. There are so many Lutheran churches in Helsinki. Inte del av befolkningen som hör till dem, men kontakten har vi inte till Moskva, utan trots att inflytandet ligger längre in, men landskapet liknar nog inside the country in the lake districts, where we also have a lot of islands in the big lakes. We have forests, hills, islands, lakes, and the sea, of course. Here is the sea. No tide, by the way. The Gulf of Finland. Sauna erst mit einem Saunenkammer, wo man wohnen kann, und den Rest kann man auch vergessen. Man hat das wie is there, the right. Tapiola Garden City, and that's a planned community from the 1950s. Se nalazimo vo jedan del od Helsinki na ostrovo, sasvim novosagraden grad, mnogo modern, sa golimi parkovi, od cveke. Ovo spomen pokaziva još želju i detaljni govor. Small houses, lower houses, which was a big percentage at the time in the 50s and 60s, was an example for others to follow. There's and pedestrians, and it's not very far to walk into the Tapiola. If you have started buying, for example, one room and a kitchen to begin with, you sell that and buy 2 rooms, and then that's the way, of course, to climb.
unten, das große. Asymmetrical copper-covered stone blocks outside. Inside the huset, deep poly. Med kopparväggar, osymmetriskt, stenar på yttre och insidan. Das ist alltså. You never know when you can suddenly sit in the building up here. Inte vet man när ni kommer på kongress, kanske ni sitter där i Dipoli då och så bor ni här på hotellet. In der Stadt in der Finlandia-halle, warum nicht? Our former president, he lived in the red villa on the right and that's his sauna bath. There he stayed 25 years, not in the sauna but in the villa. And anyway, there's a museum now. There was an import till den lilla grå stugan till höger. Not from Sultan Pogovic. Det är konst det här till höger. The patient pays 90 marks a day. Patient betalar music. To je jedna umetnica od Švedske, ga ona pravila. I natrag kojeg se približime se sluša neka muzika. Izgleda je ta umetnica, ne? On the långt borta till vänster, Olympiastadion, tornet där. Det är där vi vinner. Svenskarna inte är tornet men er banan när vi alltid över igen. So this is the stadium, Olympic Stadium now on the left, 50,000 seats, 72 meter high is the tower where the Olympic flame burnt up on the top. 90 people usually said, oh yeah, that's the only country that paid its debts after the second. We are not nu. Things bitte die Finlandia-Halle, Kongresse und Konzertgebäude. Alvar Aalto thinks hat das Gebäude, hat das entworfen. 77 women out of 200 representatives in the parliament. Vi har 77 damer av 200 i riksdagen. Det är världsrekord. Så många kvinnor har ingen annan. Så viele Frauen here since generations already. Dole što se gleda je parlament. Robna kuća u Helsinki. I dole sveće se prodava. Da snimam? Evo, to je prizemlje od ova robna kuća. Igračke. Stanica, ne? Ne znam kako mi rekao. Evo ga parlamentu. Evo postata dole.
Se približujeme prema parlamentu. Evo ga, parlament je pred nas. Evo, to je parlamentot. Ovdje. Golema rodna kuća koja se vika Forum. Evo dole u podrumu, oko parče, stolovi, masi za sedine za odmor. Tu listovi sa kaktor, leva, evo prvi sprat. Natrešnost na robna kuća i svega gore krovot je od staklo. Evo se gleda nebo. Tamo drugата robna kuća se smeta дека е една od najgolemite robni stokovni kući во Шведска. 100 man. Ja pregledam tamo во неја. Хотел Vancouver. Ето така во центарот на градот. Во близината на стоковната куќа на Стоцко. А? А? Школа, а? Оди напред. Ево доле силовање. Бродот. Сега од градот веќе наближуваме према пристаништето, према бродот, кај што треба да се украцуваме и во 6 часот да заминеме за Стокхолм. А?
близината на пристанището, кај што е бродот наш, Silver Line, Гранаде, кај се приближуваме за да тргнеме со него. Има еден голем, многу добар, уреден парк. Ево, Маре веќе се спушта надоле. Треба да минеме улицата и тамо срещу е бродот. А уште продолжуваме со паркот. И ево, минуваме улицата. И тамо, ево го, се појавува и нашиот брод. Silver Line Гранаде. Ево колкав е. Тука може да се избројат испред пратовите, горе 12, 11, 10, 9, 8, 7, одма под 6 имаш и 2 спрата кај се окресуваат колите, автобуси и слично. Ево, Марине, чека мене. Задниот дел на бродот добро се гледа како еден камион веќе е влезел, товарен камион за јаловилниците, а друг чека да влезе натре во него. Буси чекаат овие тамо комбиња, овај камион и сите овие овде товарни камиони, сите чекаат да се укрцаат во натрешноста на бродот, кој што има 2 спрата. 5 и 4, 3, како влеваат натре, они имаат друга лента. Ова зграда испред бродот, тоа е терминалот, бродскиот терминал, кај што бродот се укоплува и од кај што патниците влеваат. Ево е автобус овде. Чекам патници за шетање по градот. Веќе влеваат по мостот. Ево тука е влезот во бродот. И Маре чека, ја ќе се приклучам сега и одеме натре во бродот. Ајде Маре, оди. Ево го мостот. Веќе влеговме на главниот влез, сега по мостот се приближуваме при главниот влез на бродот. Ево и Маре се качува сега горе. На бродот, веќе овде за неколку метри и нафлигуваме во него. Готово е? На бродот и го носи неговото име Силија Серенаде, бајца од работените на бродот, стоат и ги пречекуват патници. Натре во бродот, маци, чекат луѓето и ева, читава една улица натре на бродот. Улица нагоре, Ченски. Кој број е? Стигнавме во хотел и веќе се качивме во нашата соба. Таа се наоѓа на 10-тиот кат од бродот и сега имаме 1004-та соба. Така е, Маре. Од тука имаме еден добар поглед, имаме еден широк прозор. Ево пред нас се наоѓаат 2 големи брода Viking Line. Сега сме на 10-тиот спрат и ќе одиме на 12-ти. Бродот треба да крене и да можеме да видиме како напуштаме Хелсинки. Тоа е написано на бродот. Pyydämme teitä tutustumaan laivan pelastusjärjestelmään. Ohjeet löytyvät hyteistä ja Карата брода горе, на таа страна. Маре напуштаме Хелсинки. Бродот се одлепува. Да, се одлепува од пристаништето.
Pentti Vanhamon mukaisesti, jotta käytte päivän toimintaan kannalla 7. Kiitos. Tamo je pristaništето. Na vrhot na stolpču. I se zavarite. Da go slikamo od ova strana. Ще видя, тук е се на островчето. Видиш тук на островчето, да. Колко не се гледа към бродът. Колко бродът да криеш. Soijon, ke soijon oikein, että tuolla alla on. Едно семейство на които ще живее. Позадината така малко замаглено е, го напущаме Хелсинки и веќе навлеваме во водите на архипелагот од страна на Хелсинки. Тоа е се позадина е Хелсинки. Поглед на Хелсинки. Ево овде зад бродот останува. Да. Ево го. Од левата страна на бродот, сега дојдов од десната страна на бродот. И тука позадината е Хелсинки. Ево бродовите два црвени од кај што го напуштивме Хелсинки, од кај што помина нашиот брод. Тешко да се види сега тамо, затоа што сонцето е срещу мене. Но колку голем ќе помине низ овој теснец тамо и островчето и с десна страна исто така е островче. Е тамо кај што помина овие двата чанци. Ето го ова островче сега. Островче, тук има повеќе островчиња. Dobro, ovo je najgolemo, ovdje vam je posjetno. Dobro. Drugi. Dali pominova. Brod. Evo napošto ovaj testec koji što gledahme predi malce. I сега ovde. Ovde desno. Kaj se ovdje imate sam? Ne se gleda, ovo su osvetljene. Evo ih. Koliko mali ostrovčine. Ovo je kraj na to ostrovče ovde, veke to je predposledno. Skoro puštame i veke odeme na otvoreno more.
И очекуваме да го поминем в едно мало островче, вече е отворено море и се приберем там према Бродот. Evo napred, to je od lijeva strana posljedното malo, sasvim malo ostrovče. Една селина što vika Mare. I сега međa Nego. I ovdje desno, evo što jedno malo ostrovče, so Svetonik. I među ovdje dva, evo, nas jedan golem brod leva Vojtka. I popravo iz leva, prema otvoreno more, evo i nije сега najdujeme ovdje i veke natamo je otvoreno more. Posle ovaj prilaz ovdje nije, gdje leze nisu tako ukroz. Na malo desno ostrovčito, pokraj koga zamirava сега Brodot. Da, dosta golem svetelnik, koji što da, koja se treba u Helsinki, od lijeva strana to je. Da. I evo, da ih Ivo napuštave i odem povedno tamo. Evo ga сега ostana već nazad ovaj svetovnik i Brodot naš pominova pokraj Nego, on nije od desna strana. Evo sad slijeva me. Сейчас ми на обратната страна. This girl's like crazy. Ovo je ovdje. I na ova. Da, gdje si tebe je otiđe? Strana. Si na te na... Malo se navagimo do srediната na Brodu, dole, kad je free shopot. Vole Marija. Koji sme denski? 22. август, sa Bale. Veke sme pred Stockholm, se vraćame od Helsinki. Pušteme ga na Brodu. Pred nas je Stockholm, već je za pola sat stignuvame na pristanište. Evo, lukata kaj što treba Brodu da pristigne tamo da se ukloti. Od kaj što trgnahme zavčera.
Žive svo semejството. Molim. Sлагаме пред дворецото кај езерото, на кај градот. Norra delen av Stockholmsfasaden, sjösidan och norra delen av parken. Att uppsikt över styrområdet kontrollerat all inpassering om dessa grejer. Senaste station 13.00, ställföreträdaren Backa. Това е смена на кралската стража изпред палатата. И я гледахме сега церемонията, цяла тая как се отвива и сега напущат. Гледай го ова си една. Хайде. Сега сме от предниот дел на кралската палата, кај што живее кралот. Тоа е зградата напред што ја гледаме. Во средината има еден водосток. И ево таму завршува зградата. И пред неја има еден голем парк. Зелени површини. Гледаш, Маре, како е добар паркот. Миниатура на Версаје. Да. Овој парк овде е еден мал миниатурен Версај. Копија на Версај од Париз. Ево, тоа е са должината. Ево и доле еден водосток со шума, зелен парк и така. Зашто ми овој дел да All right, come on, girl.
Истиот овој дворец, длабоко во паркот, се наоѓа кинески дворец. Така го викаат, бидејќи е архитектурата, како што гледате, кинеска. Half an hour. На зградата, едно од соби. Денеска сме 25. август, синоќа пристигнавме во Малме со Хаси и Елена, односно тие не доведоа со колата и се сместивме во хотел Саса. Тоа е хотел на авионската компанија на Шведска и потоа отидовме на вечера, прошетка и се вративме назад во хотелот. Хотелот добивме соба на 5-ти кат, соба број 503. Тоа е голема соба. Преди рекал апартман со спална, со една соба за седење и патило и се што е под. Ево овај детаљ овде е односно плевање на вратата лево, справа за како пегла за пеглање на панталони. Ова е купатилото, сосем добро уредено купатило. Овде премивалникот постојат шесница од САС, со фирмата САС за капење. Во самата кабина, тоалетот, кај што е, се наоѓа и телефон. Така да ако звони телефонот не мора да се оде во дневната соба. Овде е работната соба со маса за пишување, прибор, комплетен, со коверти, телефон. А ова е дневната соба за седење, за разговори. Со телевизор, кој што има преку 30 канали и видеофилмови за користење. Преградата, која што е исто така подвижна, измеѓу просторот за дневен престој и спалната. Спалната, креветот. Гардеробата. И одно тука до гардеробата постоја и фен за сушење на косата. Одно до креветот има телефон, што е третиот телефон во собата. Делот кај што е спалната, постоја исто така стол, а во него е вградено и бифе со пилоци за освежување,
za samoposluživanje, se razbira sve što ti si popiješ. Tukaj ima gore list jedan, si zapišuvaš i sobarbista ovaj list go nose dole pri plakinatu na hotelu, ti si platiš to što si popio. Zidovite na Sovato se ukrasili so modernistički sliki, kako što je ova, na primjer. A ovdje pri izlazak na Sovata, odmah levo od vratata, ne se zaboravili na detalju, da rečeme, da stavat i lazica za obuvene pandurite, za čebljete koga se obuva. A nije sme na 5. sprat, evo dole malko se gleda 4. a natvor na 4. jedna terasa, postoje prosto so park, zelen, so drva. Ima sme dole vo restorantu za pojezak. Fin, prekrasan restoran, so zelenilo. I onatre misliš da ima druga kuhinjska. Evo to se vika švedski stolce koji se sam poslužuje. Imaš osaka za jadenje i si ode tamo na masaka za jadenje. Now. Скалите ги гледах, ама железо погано гледах. What did you say? Very, very. Каже, very хубаво. Very, very. Ja, dat is netjes lekker. Od leva strana Hotel Sasa. Roll Hotel. Rolls Hotel. Royal Hotel. To je danski Malmö. This is song when young men just have wading. In Malmö, market house. White? The white, yeah, the market house, the shares, stocks. What is it in the front? Centralната железничка станица. Се враќаме на пристаништето кај што ќе земеме брод за Копенхаген, односно кај што влеговме во Шведска, кај што не пречека нашите пријатели Хасе и Лена. I think we Du låser här så kan du... Бевме на пристаништето, од кај што ќе заминеме, ќе напуштиме Шведска и ќе заминеме за Данска, за аеродром. Ево, се разпакувам, мислим, вадиме стварите од колата, нашите пријатели не донесоа, Лене, Хасе, ја.
They take up ships for factoring. Central station, yes. Evo se pozdravljujeme sa našte prijatelji Lena i Hase. Problema? Come to Sweden. Yes. Immediately come to Sweden. Yes, problema, come to Sweden. No problema. No problema. What problema you come? Come here. Thank you for all. Nice to see you again. Yes. Promise to come to Sweden. We fix good arrangements, good ways, stay, try to find some place. We found work and good time. So we go back to Yeah. And we hear from each other. Yes, bye bye. Bye bye. Prijetno, sve najbolje, blagodarime na sve. Thank you very much. Everybody, regards to everybody. Pozdrav na svite. Bye bye, bye bye. Центърът на Малме е повече се вака стари куќи. Това е друг площ, друг център в градът.
Dobro. Ajde. Na vamo ne idete, dobro. Točke malce. Dneska je 25. avgust. Se nalagame do Kopenhagen, pred 2-3 sata stigneme od Malme u Švedska. Smestimo v hotelu Das u bližinata na aerodromu i dojdosme v centar na gradu v Kopenhagen da go razgledame. Ulica što nema saobraćajnih linija, dobra je za šetanje, da se vide traboti za kupuvanje i tako. Prima da mangiare, ma
petka 26. avgust stignuvome v Belgrad, negde u 11:30. Gdje vam stoj? 26. avgust pristignavme od Švedska preko Danska v Jugoslavija, v Belgrad. Evo našta ulica, našava zgrada, našiot les i evo je terasata. Marko, halo! Bravo, evo Marko, dobar dan. Evo i tetka Tanja, tu je, dobro. Zdravo Marko, kako si Marko, si dobar? Mamica li ovde? Te slikam. Odi vamo na to. Ja, tak, do 7 na